Во светот постои сериозно зло, за кое што луѓето, ако не се свесни за истото, не им се пишува добро. Во овој серијал од видео зборувам за тоа каде злото може да се открие, односно каде може да се сокрие, каде што луѓето нема да можат едноставно да го видат очигледно, бидејќи се заслепени од современиот начин на живот, кој што е нормализиран и наметнат како се ова што функционира во општеството, како да е сосема нормален дел од животот на човекот. Меѓутоа, луѓето треба да сватат дека во овој општествен живот кој што ние го живееме, без разлика дали сме во Македонија, Србија, Хрватска, Црна Гора или било каде во светот, се наметнува зло од сите агли, за кое што ако не бидеме свесни и не се оддалечиме, може скапо да плаќаме цена. Во ова видео зборувам за тоа злото како може да дојде низ медиумите. Например, често во медиумите можеме да сретнеме ваков вид на постови, цитирам, Бијанка Балтес ја избречи главата додека прима хемотерапија поради рак на јајници во 3 стадиум. Убавата манекенка со насмевка се соочува со таа и таа болест. Ваквите постови праќаат кај луѓето усвојување на нормализираност дека манекенки, познати личности е нормално да имаат рак, да одат на хемотерапија, затоа што тие се едни обични луѓе кои што едноставно треба да бидат прифатени, поддржани низ ваквите моменти. Меѓутоа, на духовно ниво, сите овие нешта кажуваат дека човекот е одвоен од Бога. Тоа значи дека луѓето се наклонети кон зло, заради кое ги следи некаква духовна или физичка болест, например како ваквата болест во овој случај. Што се случува тука? Медиумот го испраќа ова на големата популација на луѓе како да е ова нормално и заради незнаење за постоењето на злото и ваквите духовни последици, односно физички болести, се наметнува еден нормализиран стил на живење кој што кај луѓето праќа порака нормално е да бидеш болен од рак, од други некои физички болести, кои што кај луѓето дури да ја добија таа болест, ќе си речат па види и оваа манекенка имаше таква болест, така што може секој да го снајде. А всушност во духовната позадина на ваквите постови и на ваквите луѓе стои сатанска сила која што им ја јаде душата и физичкото тело. Тука можеме да ги спомнеме и многу други личности, како например Селин Дион, каде што кога беа Олимписките игри имаше постои во смисла точно е зеде $2 милиони за една песна, но таа е Селин Дион, истата онаа која не покажа дека е немокна пред болеста, а храбра е како лавица. Се испраќа една порака на тоа дека човекот едноставно кога е болен од нешто е нормално и ние дури треба да го величиме тој човек затоа што храбро излегол да пее, да излезе пред јавност или да каже тоа и тоа или нешто да направи. Сега медиумите го билдаат тој момент за кај народот да се представи една мотивација и да се занемари вистината позади тоа. Во овој случај вистината е дека за да добиеш ти било каква болест, ти значи си одвоен од Бога. И ваквите луѓе често можеме да ги видиме на постовите на големи медиумски веб страни, кои што имаат некакво влијание врз луѓето и ја затскриваат духовната вистина и Бога. Од друга страна можеме да видиме вакви постови каде што се испраќа порака на луксуз, на материјално, значи луѓето да гледаат свадби, приредби, настани кои што се целосно богати со луксуз, со некои големи пари, значи со естета, каде што луѓето едноставно гледаат и се воодушевуваат на тоа и усвојуваат погрешни вредности. Од друга страна имаме вакви примери каде што испраќа порака дека е нормално да се има ботокси, да се изобличува лицето, да се прави помлад во староста која што е нормална, да едноставно се применуваат нешта, да се даваат пари на естета и материјално, значи тоа го нудат како нормално пред масата на луѓе и младите, за луѓето да го фатат погрешниот и искривениот пат на нормалното. Овие примери не случајно ги прикажав затоа што
најсликовито можам да представам како злото во општеството се нормализира преку луѓето, преку медиумите, преку се она што е поврзано со јавен простор и големата маса на луѓе, затоа што токму заради тоа што тие имаат најголемо влијание врз масата на луѓе, затоа и масата ги усвојува погрешните вредности, бидејќи едно е воспитанието од дома, меѓутоа друго е воспитанието кое што доаѓа од општеството, кое што носи некакви вредности и младите луѓе усвојуваат вредности кои што се нормализирани, но нормализирани од луѓе кои што се дел од зло. Токму затоа сега се префрламе на другата страна, односно да видиме што вели Библијата за сите овие нешта. Постојат јасни стихови во Библијата кои што предупредуваат злото и лошото влијание на големата маса на луѓе врз злото и го прават злото како да е добро и да е нормално. Например, во Исаија вели: тешко на оние кои злото го нарекуваат добро, а доброто зло, кои темнината ја прават светлина, а светлината темнина, кои горчливото го прават сладко, а сладкото горчливо. Дава една јасна и гласна порака дека злото го нарекуваат добро. Луѓето едноставно, ако не го приметат ова во општеството, може многу лесно да потпаднат на злото. Има еден стих кој што многу го сакам, кој што вели: но знај го ова, во последните денови ќе настанат тешки времиња. Луѓето ќе бидат себични, алчни, горделиви, арогантни, холители, неблагодарни, нечисти, без љубов и така натаму, што се надоврзува и на следниот стих, затоа што ќе станат вакви и ќе го изгубат Бога во срцето, ќе се наклонат кон вредности кои што се далеку од Бога. И вели во Матеј 18: а кој ќе наведе на грев еден од овие мали што веруваат во мене, подобро би му било да му се обеси воденички камен на вратот и да потоне во длабочината на морето. Ова се однесува на оние кои влијаат негативно врз другите, особено врз оние кои се послаби и ранливи. Во претходниот стих вели на крајот: тие имаат облик на побожност, но ја немаат незината сила. Бегај од такви луѓе, што значи дека кажува дека тие се едни нормални, обични луѓе кои што се добри, навидум срдечни, кои што имаат фамилии, кои што навистина мислат и за државата добро, ама работат и пренесуваат вредности кои што се сосема спротивни од Бога. Ваквите луѓе најчесто не се свесни и самите приватно влегуваат во сериозни проблеми, затоа вели тука цитатот: кој ќе наведе на грев еден од овие мали што веруваат во мене, подобро му било да му се обеси воденички камен на вратот и да потоне во длабочината на морето. Што значи овие луѓе, иако навидум се дел од општеството, работат за големи медиуми, за големи власти, за големи корпорации, бизнеси и слично, не мора да значи дека тоа што примаат добри плати, што имаат нормални животи, се приватно оддалечени од болести, од проблеми, од искушенија кои што сериозно им се случуваат, и затоа Библијата најмногу, поготово во крајот на Откровението, вели луѓето, ако не се свестат за покаяние и за отргнување од тоа зло, ќе им следи неизбежно таква болест и страдање, кое што ја праќаат на другите луѓе како нормално, во овој случај преку медиумите. Затоа во Ефесијаните вели: не учествувајте во бесплодните дела на темнината, туку разоткривајте ги. Тоа е повик да не се биде дел од злото и лагите, туку да се изобличуваат и разобличуваат и да се покаже вистината на виделина. Меѓутоа, вистината нема да дојде од ваквите медиуми, затоа што се дел од чиста сатанска сила за која што не се свесни дека им го води животот. И за крај ќе го споделам овој дел од Библијата во Римјаните 1, каде што вели: и бидејќи не го смета за потребно да го задржат Бога во своето знаење, Бог ги предаде на изопачен ум да прават она што не е достојно. Полни се со секој вид на неправда, зло, алчност и подлост, полни се со завист, убиства, кавги, измами и злоба. И овие стихови опишуваат за луѓе кои се оддалечени од Бога и како тие влијаат на општеството. Но да дадам едно мало објаснување. Не значи дека овие луѓе се полни со ваков вид на неморални акти и вредности во себе, од типот на горделиви фалбаџи или да прават убиства и слично. Може би тие се имаат некоја морална подлога во себе и се добри луѓе, меѓутоа, она што го пренесуваат пред другите луѓе,
автоматски ми уништува целата таа морална чистота, затоа што на голема популација на луѓе пренесуваат деградирачки и ниски морални вредности. И затоа има еден цитат кој што многу го сакам во Библијата, а тоа е верата без дела е мртва. Што значи залудна ни е добрината ако немаме дела. Залудна ни е намерата ако немаме дела кои што ќе придонесат широк спектар на Божја чистота и љубов пред другите луѓе. Вели, меѓу луѓето ќе има лажни пророци, како што и меѓу вас ќе има лажни учители, кои ќе внесат погубни ереси и ќе го одрекуваат Господ кој ги искупи, навлекувајќи брза пропаст врз себе. Мнозина ќе ги следат нивните развратности и поради нив ќе се хули на вистинскиот пат. Вели ова предупредување за лажни влијатели кои заведуваат многумина по лажни вредности. Така што ова видео ќе го заокружам дека во општеството се поставени многу високи функционери, положби, медиуми, власти и влијанија кои што врз обичниот народ и масите на луѓе праќаат погрешна порака оддалечена од Бога и притоа со материјалното сакаат да ги повлечат луѓето кон злото, бидејќи сатаната спие, екзистира и се храни токму од материјалното и се она што е поврзано со телото, со естетата, со задоволствата на телото, а не на духот. Така што споделете го ова видео на некој друг, помогнете и да ја разбудиме свеста за злото кое што екзистира и живее во секое општество.